Банките треба да бидат партнер во изградбата на социјалната економија. Социјалните претпријатија како бизниси кои вршат голема општествена корист треба да бидат сериозно прифатени и потпомогнати, зашто нивната улога е повеќестрана, велат организациите кои се занимаваат со оваа проблематика. Апсолутно, тоа е нешто на што треба банките да работат, посебни кредитни линии кои што ќе бидат за развој на социјални претпријатија, ќе ги имаат предвид нивните карактеристики и начини, иако постојат механизми и моментално што се достапни за мали и средни претпријатија на кои што можат да размислат и социјалните претпријатија. Кај стравот е дека нема да можат да ги повратат средствата и многу е битна таа иницијална инекција финансиска за да проработи механизмот кој што тие го обмислиле. Европската пракса покажува дека социјалните претпријатија имаат сериозно учество во бруто домашниот производ, а се и повеќе отпорни на поголеми економски неприлики и осцилации во економските параметри. Социјалната економија е многу развиена во Европа, дури 10% од бруто домашниот производ на ниво на Европска унија доаѓа од социјалните претпријатија и многу интересен трендот на развој. Секое четврто претпријатие што се регистрира во Европската унија е социјално, а се покажа и дека тие ја преживеа финансиската криза, затоа што се многу сврзани со заедницата и тоа го препознаваат и клиентите, и добавувачите, и самите вработени во социјалните претпријатија. Во насока на стимулирање на социјалното претприемништво, компаниите имаат на располагање различни финансиски инструменти, вели Мирчевски. Точно, инструментот за предпристапна помош ИПА апсолутно е отворен, исто така и повиците на ЕДХР и така натаму. И други странски донатори се апсолутно отворени за иницијативи за социјално предприемаштво. Меѓутоа, размислувајќи на долг рок, тие предпријатија треба да останат самоодржливи. Многу е важно тие да работат на пазарот и едноставно преку пазарните механизми да обстојат. Секако донаторската поддршка е неизмерно важна, особено во почетоците, нели, оној дел на акцелерација на предпријатието, меѓутоа целта понатаму е тие да останат самоодржливи како и што се и компаниите всушност. Социјалното претприемништво во Македонија е во зародиш, велат од Конект. Оттаму потенцираат дека терапевската зеница покров од Струмица е позитивен пример за функционирање на оваа економија.